Откако е пробиен првиот рок 22 март на истекот на мандатите на актуелните градоначалници и советници, тие на своите функции ќе останат до 15 мај, велат одредбите во Законот за локална самоуправа, но тоа е оптимистичкото решение на вакуумот што се создава во извршувањето на локалната власт, бидејќи како што на 50 на дена пред истекот на вториот административен рок стојат работите, може да се случи во општините цела пролет и лето да отседнат актуелните народни избраници. Иако некои на локално и пошироко ниво очекуваа итна смена на власта, сепак градоначалникот Радко Димитровски во последната изјава ги демантираше толкувањата на поедини експерти. Во Законот за локална самоуправа имаме официјално толкување од страна на Секретаријатот за законодавство, истекува со крајот на првата половина во месец мај. Тоа е 15 мај 2017 година. И до тогаш останува ова раководство кое што го има во цела држава, значи локално раководство како градоначалници и советници, а се очекува договор помеѓу политичките партии што и како понатаму. Во ситуација кога анализите на универзитетските професори и политичките аналитичари кои велат дека на СДСМ нему одговараат брзи локални избори поради тиранската платформа, а ВМРО ДПМНЕ бара паралелни локални и парламентарни избори, тешко некој може да предвиди кога може да бидат распишани едните или и едните и другите и кога единиците на локалната самоуправа ќе ги добијат новите градоначалници и советници. Што ќе значи тоа за општините и за практицирањето на локалната власт е прашање на кое тешко некој може да даде издржан одговор. Во секој случај експертите за уставни, правни и други законски прашања во наредните месеци ќе имаат полни раце работа да го размрсат овој правен јазол и да ги вратат во нормала функциите на системот на локално и државно ниво.